Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на емисијата Профит. Деловното преговарање е многу значено за компаниите доколку се стремат да ги освојат домашните и странските пазари, да бидат поконкурентни и да можат да напредуваат, да остварат поголем раст. Во процесот на деловно преговарање се важни многу фактори и од нив ќе биде во понатамошниот период важно и како и со каков резултат ќе се одвива тоа деловно преговарање. Научната јавност поставила и теоретски аспекти во деловното преговарање, кои што честопати треба да ги имаат во предвид и менаџерите или собствениците на компаниите, односно сите оние кои што се инволвирани во процесот на преговарање. Од преговарањето и од неговата успешност во многу ќе зависи и понатамошниот тек на активностите на компанијата, можноста да се дојде до деловни преговори кои што ќе бидат успешни и кои што ќе донесат поголем профит на компаниите. И во емисијата Профит, во ова неизино издание, одлучивме да биде тема деловно преговарање, со единствена цел и собствениците и менаџерите на компаниите да ги воочат важните аспекти на кои што треба да обрнат внимание за да можат да бидат многу поуспешни во деловното преговарање. На терен состојбите покажуваат дека се уште деловното преговарање се врши на традиционален начин, без многу да се обрнува внимание на оние теоретски можеби моменти кои што можат многу да помогнат и на менаџерите и на собствениците во насока на поуспешност во деловното преговарање. Во емисијата Профит, говорејќи на оваа тема, одбравме соговорник кој што е успешен во теоретскиот дел повеќе во темата деловно преговарање, а мој соговорник на моје огромно задоволство е доцент доктор Лазар Ѓуров, професор и консултант на Бизнис академијата Смилевски, како и на Воената академија, но и од Институтот Симбиотика, нешто во кое што многу повеќе се зборува или пак се работи на оваа проблематика. Господине Ѓуров, еве на моје огромно задоволство, како што реков, во ова издание на емисијата Профит ќе говориме за деловното преговарање, ваша специјалност, токму затоа и сметам дека ќе дадеме голем придонес во насока на расчистување на дилемите на собствениците или менаџерите на македонските компании. Јас предлагам да почнеме да го анализираме делот од темата поврзан со деловно преговарање, околу тоа колку има влијание деловното преговарање во успешноста и работењето на компаниите, што покажува и теоријата, од тука сакаме многу повеќе таа теорија да се примени во пракса. Ви благодарам многу за поканата во емисијата. Ви благодарам за првото прашање, бидејќи ја допира сршта на деловното преговарање. Колку е важно деловното преговарање за успехот на компанијата? Па ми се чини дека е најважно, бидејќи секоја сделка, секој бизнис започнува со склучување на договор. Во смисла на тоа дека се седнува на маса, двете страни кои што имаат интерес се договараат и ги договараат сите елементи од кои што понатаму ќе зависи и профитабилноста на бизнисот, и динамиката со која што ќе се работи, и начинот на кој што ќе се прави исплата. Че сите елементи се вклучени во процесот на преговарање и тоа што ќе биде договорено ќе одреди како понатаму ќе се функционира. Затоа сметам дека една тема која што е исклучително важна и на која што треба да се обрати многу внимание за да бизнисмените влезат во процесот на вистина подготвени за да изведат максимум за својот бизнис. Ако говориме за деловното преговарање, можеби е потребно за да го доближиме и како тема да го дефинираме пред се нешто од каде што ќе почнеме, а понатаму ќе навлегуваме во темата и ќе ги допреме оние најважни аспекти кои што треба да бидат воочени од страна на менаџерите. Па, деловното преговарање е се присутно, мислам дека луѓето треба да станат свесни дека во суштина деловното преговарање е присутно во бизнис светот, но ние како луѓе преговараме секојдневно. Еден интересен момент кој што ќе ни долови што е преговарање за луѓето кои што не се од бизнис светот е, не знам сега што туку заврши светското првенство. Јас сум сигурен дека во секој семејство имало преговарање. Има фудбалски натпревар, жената сака нешто да гледа, мажот нешто друго и почнуваат да се договараат. Значи преговарањето е се присутно во нашите животи, но кога збориме за деловно преговарање, тука владеат други законитости кои што треба да ги запазиме за да, знаете, денеска може да гледаме фудбал или да не гледаме, но ако направиме лоша сделка, тоа може долгорочно да се одрази на бизнисот.
Многу значајно за деловното преговарање е вештините и онаа способност успешно да се преговара и на крајот уште поважно да се постигне добар резултат. Какви се тие вештини со кои што треба да располагаат менаџерите или оние кои што преговараат во бизнисот? Значи, прв склоп на вештини кои што менаџерите кои што преговараат треба да ги имаат се вештините за комуникација, комуникацијските вештини. Бидејќи преговарањето во својата суштина е комуникација, меѓусебен разговор во кој што треба да се дојде до некакво решение. Вториот склоп на вештини е вештините за убедување, кои што се исто така дел од комуникацијските вештини, но се една повисока фаза на примена на комуникацијските вештини. Сега кога збориме внатре за комуникацијски вештини, може малце подетално да се објасни. Значи една група на вештини се вербалните вештини, односно способноста јасно, концизно да се искаже својата мисла, за да другиот јасно ја разбере. Вториот момент е слушачките вештини, односно да може кога втората страна образложува, првата страна да биде активна и да го следи процесот, да може да парафразира, да помогне дури да се дообјаснат работите. Сега, тука може да ги додадеме и другите два аспекти од комуникацијските вештини, невербалните и паравербалните. Не знам колку гледачите се запознаени, но науката покажува дека поголем процент од пораката се пренесува преку телото. Искусните преговарачи може да се бележат, али според говорот на телото, другата страна ја зборува вистината или не. Во исто време бојата на гласот, начинот на кој што ќе се артикулира, кога ќе се повиши тонот за одреден степен, кога ќе се зборува топло и благо, за да се случи убедување, се аспекти кои што преговарачите мора да ги поседуваат за да имаат можност преку примена да дојдат до успех во преговарањето, успехот во преговарањето доаѓање до сделка која што е во обостран интерес на двете страни. Кога се преговара, многу важно е, и вие малку зачнавте од тој дел од темата, говорот на телото, движењата, како тоа праќа порака на другата страна, од тука и само до вербата, нешто што е многу значајно. Другата страна треба да почувствува дека ние сме силен преговарач, че не може едноставно и лесно можеби да се справи со нас. Затоа треба силни преговарачки вештини кои што ќе дадат услов или насока за успешен преговор и на крајот успех од тој деловен преговор. Може ли тука малку да објасниме за менаџерите? Па, говорот на телото треба да манифестира дека ние зборуваме вистината и дека тука сме дојдени да се договориме и дека не манипулираме. Значи, важно е со говорот на телото преговарачот да манифестира дека е сериозен, дека тоа што го зборува е вистина и дека на него може да му се верува и дека заедно може да соработуваат. Зошто еден од важните елементи во преговарањето е стекнување на доверба. Веројатно понатаму ќе навлеземе малку подлабоко во тој аспект, ми се чини дека тоа е една од слабостите во македонскиот бизнис сектор, што се тргнува многу остро во преговарањето и се оди на база да се победи другата страна. Говорот на телото е елемент кој што преговарачот треба да го користи за да може да му покаже на другиот дека е искрен и дека сака да изгради соработка која што ќе биде на обостран интерес. Значи не е потребна агресивност во преголема доза, затоа што тоа не е гаранција дека ако ние сме силни и настапиме агресивно, дека ќе има резултат од тој деловен преговор. Постојат тактики во кои што ние манифестираме малку поголема сигурност. Но сигурност не ли некоја недозволена доза на агресивност? Знаете, преговорите се психолошка игра. Има различни стилови на преговарање. Понекогаш преговарачот сака да манифестира малку поголема сигурност, која што се, нели, може и да се именува како некаква доза на агресивност, но верувајте, таквата тактика нема да донесе долгорочна соработка, затоа што никој не сака да соработува во подредена позиција. Ако некој е агресивен, тоа значи другиот веќе е во позиција под него и можеби сделката ќе биде случајна затоа што во моментот ќе се почувствува слабост, но на долг рок ако двете страни не се изедначени, тие меѓу себе не чувствуваат дека соработуваат, многу лесно ќе се случи таа сделка да биде прекината и да не биде на долг рок. А тоа секако не го сакаат ниту менаџерите, ниту оние кои што се во улога на преговарачи, затоа што секој деловен преговор се сака на крајот да има успех и резултати.
Токму кога сме кај деловното преговарање, чинам дека фазите во кои што се изведува тоа се многу значајни, па еве менаџерите да воочат каде грешат или каде треба да се поправат во кој дел. Во македонскиот бизнис свет ќе си дозволам во македонската бизнис сфера ќе си дозволам да искоментирам, иако немам направено толку обемно истражување за да дадам целосно релевантно видување, но според она што јас сум го истражувал, можам да забележам дека првично она што се појавува како слабост, што е надоврзување на претходниот одговор, е дека пристапот кон преговарањето е многу компетитивен. Значи, тргнуваме во преговорите за да ја победиме другата страна и успееме да добиеме повеќе од неа или да едноставно народски кажано ги зезнеме. Тоа е компетитивно преговарање во кое што на крајот исходот е едниот победува, другиот губи. Но теоријата покажува дека, а и праксата, таму каде што менаџерите се едуцирани и тоа може да го применуваат, е дека постои поинаков тип на преговарање кој што не е компетитивен, туку е колаборативен. Односно, кога двете страни заеднички се обидуваат да најдат решение. Кога нема победник, туку и двете страни се победници. Значи, тоа е една прва работа што сакам да ја нагласам, сега ќе се вратам на прашањето што ми го поставите, врзано за фазите. Обично, кога збориме за преговарање, се мисли на тоа, седнуваме на маса и почнуваме да се договараме за тоа како да изгледа сделката, односно како да изгледа финалниот договор, но теоријата покажува дека постојат и други фази кои што треба да се земат у предвид за да и оваа фаза кога се на маса реално се договараме биде успешна. Реално постојат неколку фази. Првата е почетната предфаза, потоа фазата на обично разговарање кога луѓето се сретнуваат. Следната фаза е фазата кога јасно се декларираат потребите, што барам јас од вас, што барате ви од мене. Потоа влегуваме во фазата која што е, нели, она што кога збориме за преговарање, всушност мислиме на преговарање, ценкање, убедување, користење на тактики, тоа трае, се применуваат различни методи за да дојдеме до решение кое што е во наша полза. Потоа доаѓа моментот кога се наоѓа решението и на крајот е фазата кога се потпишува писмен договор во кој што сите аспекти кои што сме ги договориле се ставени на хартија. Многу фази, треба внимателност во преговорите. Ние понатаму ќе говориме дека треба можеби едукација повеќе во овој дел, но пред се би се навратила на многу важниот момент во ова преговарање, во делот на сомнежот, скептичноста или пак вербата до која мера треба да биде во таа фаза на преговарање, затоа што честопати од другата страна имаме некои кои што воопшто не го познаваме, некои кои што има различни перцепции за бизнисот и за успехот и за вредноста на парите, значи сосема различни ситуации. Дали треба да им веруваме на другата страна во преговорите? Само наивен човек може да верува на некој со кој што првпат соработува. По дефолт, доверба е нешто што се стекнува со искуство. Значи, мојот совет е, а сигурно искусните преговарачи тоа го знаат, дека ние треба да имаме позитивен став кон соговорникот, кон тој со кој што преговараме, да веруваме дека сите сме добронамерни, но ако тоа се први преговори, да бидеме предпазливи и полека да дадеме простор да се докаже дека и другата страна е во целиот процес добронамерна и со намера да соработува искрено и честно со нас. Значи, врзано со пристапот кон преговорите, потребна е верба, но во исто време доволно внимателност за да сите аспекти кои што се договараат се проверат, се стават на хартија и искуството покаже дека ние можеме со тој човек да соработуваме. За разлика од преговори со луѓе со кои што веќе соработуваме подолго време, ние тука веќе доверба постои. Доверба постои, поинаку оди целиот процес. Ако ги анализираме состојбите во македонските компании меѓу македонските менаџери, како ги цените, колку тука и моќта, и умешноста, вештините во тој процес на деловно преговарање е на едно ниво како што е потребно да биде во насока на успешно работење на компаниите? Што недостига, можеби, дали имате некаде лоцирано некои фази во кои што треба да се променат и треба да направат нешто повеќе и да се едуцираат за да може да напредуваат? Прво, многу е комплексно да се зборува во една генерална смисла за македонските бизнисмени, бидејќи
кога збориме за македонското бизнис милје, имаме луѓе кои што се предприемачи, кои што почнале од нула, па сами си развиле бизнис без никаква менаџерска едукација. Има луѓе кои што се едуцирале во соодветни образовни институции, па почнале со бизнис. Има луѓе кои што се едуцирале надвор, па дошле овде. Има компании кои што се занимаваат кои што соработуваат со странски компании, па и тука многу случаи, така да првично би сакал да се оградам од тоа дека можам да зборувам генерално за македонските бизнисмени, затоа што е тешко да се зборува за сите. Она што е мој впечаток вака е дека постојат луѓе кои што спонтано влегле во бизнис и кои што многу спонтано и преговараат, кои што немаат едукација, кои што применуваат нешто научено низ пракса, нешто слушнато од некаде, нешто интуитивно. И тука и тие се многу интересни за анализа, затоа што можете да видите дека некои аспекти ги применуваат, некои аспекти си ги комбинираат. На многу природен, можеби едноставен начин. Да, ама кога ќе се најдат во ситуација да бидат со искусен преговарач, тој може многу лесно тоа да го препознае. Од друга страна имаме луѓе кои што се едуцирани, посебно се интересни луѓе кои што соработуваат со меѓународни странски компании, бидејќи кога соработувате со земји кои што имаат историја во бизнисот, од другата страна можете да наидете на преговарачот кој што можеби сделката ќе биде во многу поголема полза, меѓутоа ќе научите многу аспекти. Така да има шареноликост. Она што претходно го кажав, сега ќе го повторам дека првично можеби впечатокот ми е дека има многу компетитивно преговарање, дека преговарањето е сведено на победа и пораз. Многу малку, ајде да седнеме заедно, вие продавате брашно, јас имам пекара, да најдеме начин како вие да го продадете брашното за цената која што одговара, јас да го купам за цена за која што јас ќе имам профит и вие. Некако цело време се оди на тоа да, ако може јас што е можно поевтино да ти го купам брашното па по цена и твојата пекара да пропадне. Тоа е она што создава еден амбиент на џунгла. Еден амбиент во кој што поголемите или тие што ќе се снајдат ги јадат помалите и тоа е една многу лоша атмосфера во која што нема полза и се создава многу лоша енергија внатре и луѓето тогаш паѓа до вербата и целосно бизнис климата се нарушува. Така да јас препорачувам да малку се насочат кон колаборативното преговарање во интерес на двете страни. Во деловното преговарање треба да се искористат разни тактики кои што многу може да помогнат на преговарачите, односно на менаџерите, сопствениците или оние кои што се инволвирани во процесот на преговарање. Од тоа во многу ќе зависи и успехот на деловното преговарање. Професоре Ѓуров, кога говориме за деловното преговарање, сите сакаме да бидеме победници. Нешто што е можеби природно од страна на двете инволвирани преговарачки страни. Можно ли е таква една состојба на крајот да се заврши, условно кажано, да бидат победници и двете страни? Не само условно, фактички може двете страни да бидат победници. И сега обично и кога ќе го работиме тоа на обуки или со студенти, како ќе бидат и двете страни, кога и двете страни сакат поголем профит. Па добро, ако ги гледаме само парите, не може да бидат и двете страни победници, пошто може да пресметаме дека едната страна има повеќе профит. Но, кога збориме за преговарање, не збориме за преговарање само за пари, за тоа кој колку повеќе финанси, односно профит има. Во преговорите се вклучуваат и други елементи кои што не се само цената на сделката. Рокот на исплаќање, гаранцијата, рокот на достава. Значи, тоа се елементи долгорочноста на договорот. Ако вие во преговори мене ми дадете поевтина цена, но со тоа ме обврзете во наредните 10 години да набавувам од вас, вие сте обезбедиле сигурен капитал за вашето функционирање. Можеби од аспект на пари сте искупиле профит, но од аспект на временски рок вие сте обезбедили да функционирате 10 години. Така да, кога ќе се земат сите елементи, можно е да се дојде во ситуација и двете страни да се победници, да се подредат сите параметри така, да и вие добиете, и не само имате чувство дека реално добиете од преговорите, и јас добијам, и на таков начин бизнисот си функционира. Често пати постојат дилеми каде е најдобро да се преговара, зборувам од аспект на локација.
во комуникацијата со менаџерите и со оние кои што ги водат компаниите, може би се уште омилен начин кај нас е да се преговара или во канцеларија или пак некаде во некоја неформална атмосфера, во кафејана или некој сличен таков објект. Што според вас е добриот избор и каде да се преговара, односно каква локација, која локација да се одбере? Прво сакам да кажам дека не е случајно што се избере кафејана, затоа што еден од аспектите на убедување е да направите на другиот да му е убаво во процесот на преговарање. Значи да му понудите нешто, да се најадеме убаво, да ни е пријатно, да имаме убава атмосфера и тогаш луѓето се склони да донесуваат одлуки позитивни. Зборуваме дека тоа не е погрешен избор. Значи, јас лично сметам дека кафејаната не е погрешен избор. Меѓутоа, ако со една напомена дека многу е важно да следат разговори, дали тоа ќе биде во тие услови или надвор во кои што ние детално ќе поразговараме за деталите. Лошо е ако кафејаната ја користиме како простор во кој што тука ние ќе се поднапиеме, па ќе можеме полесно да се излажеме. Значи ќе излезе од контекст веќе деловното преговарање. Така е. Но ми се чини дека има кај нас се уште некаков таков пристап во кој што нели преку храна, преку алкохол ќе се направи атмосфера во која што брзо ќе пружеме рака. Но кога ќе помине влијанието на атмосферата, кога ќе ги видиме бројките, ќе видиме дека можеби не требало да се случи така. Во западните земји или за развиените земји знаат дека сделката е многу важен аспект и дека треба да се седне убаво на маса, да се погледнат реално работите, да не се оди на убедување преку атмосфера, туку убедување преку факти, разгледување на најдобрите параметри и доаѓање до сделка. Не е проблем што се преговара во кафана, проблем е ако тоа е направено на начин на кој што нема да се влезе детално во параметрите за кои што се преговара. Значи пристапот е многу важен. Апсолутно, и ми се чини дека кафаната би требало да искористиме како момент за прослава. Значи она крајната фаза, а не почетната фаза да се одвива таму. Може би да биде и почетната, бидејќи веројатно после ќе дојдеме во делот на убедување. Важно е да оставиме убав печаток. Важно е преговарачот да се осети убаво во наше друштво, бидејќи нели основата на преговарањето е да го убедиме другиот. Сега, ако ние настапиме ладно и го донесеме во некаква ладна атмосфера, тој веројатно нема да се чувствува пријатно, ако не се чувствува пријатно, нема да донесува позитивни одлуки. Така да ја има и кафаната, но да го има и местото, периодот во кој што ние седнуваме, разгледуваме детално, изборуваме за сделката во детали и во длабочина. Секое преговарање е различно и уникатно, но дали може да се подели и подреди во неколку последователни фази? Еве, можеби теоријата тука има строго утврдени правила. Да, претходно ги напоменав, пред фазата на ритуална размена, обично какво е времето, некаков комплимент се дели, потоа е фазата на декларирање на потребите, што барате вие, што нудам јас, потоа следува фазата на реално преговарање со тактики, тоа што ние го подразбираме, обично луѓето го подразбираат како преговарање, склучување на сделката и на крајот потпишување на договор. Јас морам да напоменам дека чина ми на задоволство на гледачите во емисијата Профит, зборувајќи за оваа тема, побаравме од вас и симулација од вашите студенти да можеме еве на практичен начин тоа да го покажеме. Чинам дека ќе биде многу корисно и за менаџерите, ќе ги воочат оние фази, вие ќе ни помогнете во делот околу коментарите, така што еве преку еден практичен пример, честопати теоријата знае да биде корисна, но кога таа ќе биде оставена само на теоретскиот дел без практичното, впечатокот може би е поразличен. Затоа ќе имаат можност гледачите во продолжение на емисијата Профит да го воочат и начинот на кој тоа практично се прави, но онака како што налага теоријата и онака како што е правилно, секако со помош и ваша асистенција. Говорејќи за деловното преговарање, кои се содржините на секоја од фазите? Еве повторно остануваме кај овој дел од темата со фазите на преговарање. Содржината на секоја од фазите, значи првата фаза е предфазата. Тоа е една многу интересна фаза во која што се прави истражување пред да се почнат преговорите. Сега во бизнис светот на запад го има многу како бизнис разузнавање, економско разузнавање, во кое што вие ги добивате сите елементи. Потоа е фазата на ритуално запознавање, во кое што
се разменуваат комплименти, се разменуваат подароци, се запознаваат меѓу себе, постои една, да речеме, неформална интеракција. Некои луѓе тоа го скокаат, но не треба да го скокаат, бидејќи тоа е елементот кој што е важен за случување на првично допаѓање, првична соработка, првично. И сега, кога зборам вака ритуално, тоа може да го гледаме како 5 минути, но понекогаш овој аспект трае многу долго и зависи од различните култури. Има култури во кои што не се зборува за сделката, се додека другата страна не осети дека може да и верува на тој што дошол да зборува за бизнис. Потоа е јасно декларирање на двете страни. Тука е многу важно јасно да кажеме што бараме, другата страна да не разбере. И потоа следува оној интересниот момент на тактичка, психолошка игра во која што се применуваат различни тактики за да ја убедиме другата страна во тоа што го бараме, склучување на договорот, односно пружање на рака и договарање што е она за што стоиме и на крајот склучување на финалниот договор. Посакуваната цел на крајот, нели, да се дојде до договор и да биде успешен на задоволство на двете страни. Секогаш што е најдобро кога двете страни ќе бидат задоволни и ќе ги исполнат целите кои што биле основно нешто за кое што седнале и преговарале. Она предфаза која што ја споменавте дека е многу важна, зошто е важна, еве и колку од неа зависи успехот во преговарањето? Значи мора да има некоја поидовна основа која што ќе постави цврсти темели, кој што ќе даде можеби основа за тој успех. Слободно ќе кажам дека предфазата е најважната фаза во преговарањето. Значи навистина најважната фаза во преговарањето затоа што таа не ориентира во преговарањето. Точно е дефинирано кои се елементите кои што треба внатре во предфазата да ги дефинираме за да може да влеземе подготвени во преговарањето. Ако не направиме добра предфаза, ние влегуваме слепо во преговарањето. Тотално може да изгледаме смешни во очите на човек кој што е искусен од другата страна. Што се елементите кои што треба во една предфаза да бидат дефинирани? Прво јасно да дефинираме својата позиција, односно што ние пред другата страна ќе имаме како позиција за тоа што го бараме. Сакаме да купиме тон јаболки, добро, за која цена? Првична позиција, да речеме, не ги познам цените, сега ќе кажам за 1.000.000 денари. Тон јаболки за 1.000.000 денари, тоа е нашата позиција. Добро, сега дефинираме што е нашата потреба. Океј, тоа е нашата позиција, но реално ние за колку? Добро, за 800.000 тон јаболки би купиле. Сега одиме на еден многу интересен момент, тоа е дефинирање на својата батна. Тоа е еден елемент кој што е многу важен. Што би направиле ако не успеат преговорите? Тоа го дефинираме за нас. Сега одиме за другата страна, тој што продава. Што би била негова почетна позиција? А колку реално би побара и кои му се неговите алтернативи. Потоа влегуваме во еден дел на дефинирање на силните и слабите страни, на понудата и на тоа што ние го нудиме. Со студентите кои работиме многу интересна вежба и даваме пластична чаша. И даваме на едната група, најдете ги сите силни страни на пластичната чаша. На другата група најдете ги сите слаби страни. И после обидете се тие што наоѓале силни да бараат слаби. Што е поентата? Кога одиме во преговори, треба да имаме така силен сенс, кога ќе погледнеме нешто веднаш да забележиме што му се силните страни, кои му се слабите страни, бидејќи кога ќе дојде процесот на преговарање, ние мораме да ги истакнуваме нашите силни страни, а да ги напаѓаме негативните страни, за да може да му покажеме дека сделката што ја нуди не е соодветна. Значи, тука дефинираме наши силни страни, наши слаби страни, нивни силни страни, нивни слаби страни и тука, кога тоа ќе го ставиме на хартија и ќе го имаме, ние одиме да преговараме и не можеме да изгледаме смешни, бидејќи ќе знаеме дека простор во трговски центар Бисер на втори кат обично е со таа кирија. Од до можеме 50 евра плюс минус, ама не можеме да кажеме ако тоа се движи 300 евра, да речеме 100 евра. Просто ќе изгледаме смешни. Ако се направат тие подготовки, тогаш јасно се дефинира просторот во кој што може да се преговара и тогаш преговарањето оди полесно. Луѓе кои што не ја направиле таа предфаза, а влегуваат во преговори, тука може да биде многу мачно, бидејќи лупаат од ракав, ништо не е истражено, е предодредено можеби на неуспех тоа преговарање. Сигурно, посебно ако некој кој што го знае бизнисот, веројатно ќе осети дека нема простор за договарање. Споменавте термин батна, може ли малку да ни објасните и за гледачите што всушност значи? Во буквална смисла тоа е акроним кратенка од зборот
the best alternative to negotiated agreement или што ни е планот Б. Јас легувам да преговарам со вас за да купувам јаболки, но што ако вие не преговори не успеат? Дали јас имам резервна варијанта или дали јас веќе сум договорил со некого да купам јаболки за 850.000, тон јаболки за 850.000. Сега, ако јас имам веќе договорено или тоа ми е алтернатива, со вас можем да преговарам се додека цената не отиде под 850. Кога ќе отиде под 850, вие не сте ми интересни, јас заминувам. Значи, многу е важно во преговорите да имаме дефинирано бат. Замислете ако вие издавате стан и немате алтернатива на кого да го издадете освен на мене, а ќе ви дојде рата од кредит кој што треба да ја платите. Значи морате да го издадете станот ако немате алтернатива. Значи дефинирање на своја алтернатива во преговорите е многу важно, тоа не прави јаки. Ако јас имам алтернатива, можам да играм со вас, а можем и да не, можем да го случам договорот, можем и да не го случам. Ако немам алтернатива, вие можете да ми ја спуштате цената, ќе ја спуштите до минимум, јас на крај ќе склучам договор со вас. Луѓето кои што влегуваат во преговори мора да развијат батна и да им е јасно што прават ако ова не успее. Ако немат алтернатива, тие ќе дојдат на нивото на кое што други одговара за да се случи договорот. Еве, се надевам во овој дел од разговорот успеавме да го допреме она најважното кое што треба да го знаат и менаџерите и сите оние кои што преговараат, затоа што од тоа пак многу зависи успехот и понатамошниот тек на активностите на компанијата. Од таков деловен преговор кој што ќе биде на крајот успешен или неуспешен, идните активности секако имаат влијание и она што треба да го знаат преговарачите, условно кажано, дека треба претходно добро да се подготват пред да влезат во тој предизвик наречен деловно преговарање, особено доколку сакаат да биде тоа успешно. Професоре Ѓуров, ние тука ќе го заокружиме првиот дел од емисијата Профит, а во вториот дел ќе се обидеме да понудиме уште еден добар дел од оние важни делови од всушност целата тема поврзана со деловното преговарање, а тука ќе ја понудиме и онаа симулација на вистинско деловно преговарање со помош на вашите студенти.